По повод одбележувањето на 70 годишнината од АСНОМ, денеска пред спомен обележието на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методи Андонов Ченто, пред Кузман Јосифовски Питу и на паркот на Револуцијата, беше положено свежо цвеќе од страна на председателот на Советот на општина Прилеп Никола Димеске, делегација од локалната самоуправа, представници од Сојузот на борците и граѓани. Во чест на одбележувањето 70 години од АСНОМ, денеска присуствуваше и македонскиот историчар, научен советник и директор на Институтот за историја во Скопје. Се навршуваат 70 години од одржувањето на првото заседание на АСНОМ и 111 години од Илинденското востание. Несомнено дека овие се настани кои што се цврсто вградени во колективната меморија на македонскиот народ. И се денови кога што треба да се потсетиме, да се вратиме назад за оно што сме биле, што сме направиле и каде одиме. Несомнено дека 70 години од формирањето на македонската држава е чин кој што останува вечно во историјата на македонскиот народ. Професор доктор Тодор Чепреганов беше предавач и на свечената академија која се одржа во Собраниската сала во општина Прилеп, на која беа истакнати вредностите и придобивките од Илинденското востание и од АСНОМ, како и нивното значење за понатамошниот развој на државата. Не смееме да ги заборавиме асномците и нивните дела кои, продолжувајќи ја борбата на илинденците, го достигнале вековниот национален идеал на македонскиот народ, современа македонска самостојна држава. Пред 70 години на првото заседание на АСНОМ удрени се темелите на современата македонска држава, но исто така донесена и декларација во која сите граѓани на државата се рамноправни без разлика на националност, раса или пол, што самото по себе зборува за демократичноста на асномците во тоа време. Но исто така со подпис на тогашниот председател Методи Андонов Ченто, македонскиот јазик станува службен јазик во државата. Ова се многу важни одлуки кои што се донесени во тоа време, со кои што одлуки македонската државност се зацврстува и денес имаме обврска не само да ги чествуваме преку свечени академии, да се потсетиме на историјата, исто така имаме обврска да ги зачуваме, да ги негуваме, но исто така и да се бориме од сите оние кои што ни ги оспоруваат овие права, како што се јазикот, националноста, македонската државност, затоа што тие се темелот на нашата држава. Се створија темелите на нашата Македонија. Од тогаш Македонија е Овај дел што ги имаме ние, тој е резултат на тој настан, на тој чин, на таа работа, на тоа заседание, кое секако беше припремано уште во текот на народно-ослободителната борба, а конечното ослободување дојде тој ден кога е одржан 4. август 1944 година. Инаку на првото заседание на АСНОМ беше донесена декларацијата со која сите граѓани во Македонија се сметаа за рамноправни, без разлика на нивната народност, пол и раса. А со подпис на тогашниот председател Методи Андонов Ченто, македонскиот јазик беше прогласен за службен јазик на Република Македонија.